Беше тоа на 21. мај 1880 година, кога привремената влада на Македонија, Единство, до генералниот серуски конзул во Солун Улјанов, испратила протоколарно решение во кое покрај другите констатации му ги пренесува и мислењето дека на меѓународните конгреси на големите сили Македонија е оставена како сирак, дека единствено Македонија, која во древното време имала своја цивилизација и го дала Аристотел и Александар Велики, е лишена од секаква помош, како и тоа дека доколку високата порта не стори ништо, привремената влада на Македонија ќе го повика македонскиот народ на оружје со паролата Македонија на македонците, за Македонија, за воспоставување на древна Македонија. Апел на привремена влада на Македонија Единство од 21. мај 1880 година. На 21. мај 1903 година во селото Могила загинал војводата Парашкев Цветков. Четата од 20 души предводени од војводата Парашкев Цветков пристигнала во битолското село Могила. Била предадена и во утринските часови на 21. мај била обколена од 300 турски војници. По 36 часовна нерамноправна борба Парашкев Цветков бил тешко ранет и за да не биде заробен се самоубива. Покрај него во борбата со турскиот аскер биле убиени дедо Андреј Петров, Димитар Филдишев, Кочо Песнаджиев и уште 8 востаници, додека другите се спасуваат. Турските загуби биле 80 војници. Беше тоа на 21. мај 1903 година, кога е убиен Наум Чакаров, нарекуван Лондра, македонски деец, учител, војвода и член на Охридското револуционерно началство на Македонската револуционерна организација. Чакаров е роден во градот Струга во 1869 година. Завршил педагошки курс во Солунската машка гимназија, а потоа 4 клас гимназија завршил во Битола. Работел како учител во родниот град. Во 1890 година заминал за Бугарија, каде започнал воена обука во бугарската војска. Кон крајот на 1896 година се враќа повторно во Македонија, кога станува член на стручкиот комитет на ВМРО. Есента 1901 година се вработил како учител во Охридската гимназија, додека следната година бил избран за секретар на околискиот комитет на ВМРО во Охрид. Во 1903 година, за време на Смилевскиот конгрес, бил поставен како охридски реонски началник. Истата година бил убиен во неразјаснети околности и се верува дека било грешка. Убиството било извршено од четник на организацијата во близина на брегот на Охридското езеро. На 21. мај 1904 година во Париз основана е Меѓународната фудбалска асоциација ФИФА. Беше тоа на 21. мај 1923 година, кога е роден Васко Караджа, македонски писател и преведувач од македонски на грчки јазик и обратно. Васко Караджа во 1946 година се приклучил кон Демократската армија, а во 1949 заминува како политички емигрант во тогашна Југославија, па потоа по лична перипетија низ државите на Источна Европа, Советскиот сојуз, за подоцна да во 1963 година се пресели во Скопје, тогаш Социјалистичка република Македонија. Васко Караджа бил значаен писател и уважен преведувач на дела од грчки на македонски јазик и обратно. Меѓу останатите негови дела, тој е автор на современиот грчко-македонски речник, кој бил издаден на 2 јуни 2009 година во Солун и содржи околу 15.000 збора. Творецот го доставил ова духовно наследство на Виножито, малку време пред смртта, за да се печати во Грција, односно Солун. Своите први песни ги напишал во 1943 година. Во 1960 во Ташкент излега неговата прва збирка песни и стихови, како и првиот грчки превод на Рациновите Бели мокри. Во 1984 година во Атина била објавена поетската збирка Миросувањето на вечноста на грчки јазик во сопствен превод. Во 1986 година во Скопје се појавила збирката Егејски мотиви, додека во 1993 година излегла збирката Со дъмбени во срцето, како двојазично издание на македонски и на англиски јазик. Во 1988 година е издадена збирката Елегии за родниот крај.
Караджа има преведено повеќе од 30 дела поезија и проза од македонски на грчки јазик, 7 книги од грчки на македонски јазик и уште 7 поетски збирки од српски на грчки јазик. Во 1990 година, на анонимен меѓународен конкурс во Италија, неговата песна «Едно мајско утро» ја освоила првата награда за својата преведувачка работа. Васко Караджа е добитник на 2 златни пера и на наградата Глигор Прличев, што ги доделува Друштвото на литературните преведувачи на Македонија. На 21. мај 1968 година во Гостивар е роден Јован Манасиевски, македонски политичар, поранешен министер и поранешен председател на Либерално-демократската партија. Јован Манасиевски дипломирал на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје во 1994 година на студии по социологија. Во периодот од 1997 до 2002 година бил советник на градоначалникот на град Скопје за комуникации и координација на меѓународната соработка. Од 3 октомври до 31 октомври 2002 година е пратеник во Собранието на Република Македонија, а од 1 ноември до 1 јуни 2002 година е член на владата и министер за труди и социјална политика. Од 3 јуни 2004 до 6 јули 2006 година Манасиевски е заменик председател на владата и министер за одбрана. На 11 февруари 2007 година бил избран за председател на Либерално-демократската партија и на таа функција се задржал до 6 јуни 2011 година, веднаш по парламентарните избори кога си поднел оставка. Беше тоа на 21 мај 1968 година, кога е роден Кирчо Димитров, македонски бранител, капетан во армијата на Република Македонија, учесник во воениот конфликт во Македонија во 2001 година. Загинал на 4 март 2001 година заедно со Дејан Јакимовски во Танушевци при експлозија на нагазна мина поставена од терористите на ОНА. Во девината на Скопска Црна Гора, на браникот на земјата стана жртва на албанските терористи кои го имаа минирано просторот низ кој се движеа македонските безбедносни сили. На 21 мај 1976 година е роден Илче Стојановски, македонски бранител, припадник на посебната единица на Битола при Министерството за внатрешни работи, учесник во воениот конфликт во Македонија во 2001 година. Загинал во заседа на 28 април 2001 година во масакрот кај Вејце. Илче, тој и неговите другари, како елитни полицајци, постојано биле во реоните каде што се воделе најжестоките борби. Напрвин биле во Дебар, но набрзо биле повлечени оттаму и префрлени во Танушевци. Таму Илче бил 20 дена, па се вратил во Породин и 10 дена бил со своите во селото. Потоа повторно заминал во Танушевци и таму останал 15 дена за потоа да биде префрлен во Тетово. Смртта на Илче настанала како резултат на здобиените прострелни рани во пределот на главата и стомакот. Со кундок од пушка му е разнесена брадата, а со нож му се нанесени рани на рацете и нозете. Не е докажано дали контузијата на брадата е предизвикана со удари од кундат на пушка и горењето на долните екстремитети. Терористите го извршиле додека бил се уште жив или мртов. Телото од целосно изгорување го спаселе првите тигри што пристигнале на местото на масакрот. Илче Стојановски посмртно е одликуван со медал за храброст од председателот на Република Македонија. Беше тоа на 21 мај 1992 година, кога владата на Република Македонија донесе одлука за формирање на Македонско пресбиро. На 21 мај 1998 година починал Манол Пандевски, македонски историчар и академик. Дипломирал и докторирал на Филозофскиот факултет во Скопје. Бил директор на Институтот за национална историја, дописен член на Македонската академија на науките и уметностите од 1976, а редовен од 1981 година. Главен уредник на проектот за повеќе томна историја на Македонија. Добитник е на многу високи награди, меѓу кои наградата 11 октомври за животно дело. Автор е на голем број статии и трудови. По повод неговото пензионирање во 1987 година е објавен избор од научната дејност под наслов Македонското ослободително дело во 19 и 20 век во 5 тома.
Беше тоа на 21. мај 2001 година кога починал Јосиф Јосиповски, македонски филмски и театарски глумец, член на Битолскиот народен театар од 1960 година. Бил препознат по неговата маркантна фигура, бујниот баритонски глас, живиот и ведар темперамент и страста која провејувала скоро ни сите негови остварувања. Од 1960 година станал член на колективот на Народниот театар Битола, каде бил еден од водечките глумци и носител на репертоарот. Познат е по улогата во Цената на градот, Пред дождот, македонскиот дел од Пеколот, Прашина, Климент Охридски, Цвеќе на Карпата, Заборавени, На Балканот не се пие чај и други. Има добиено повеќе награди и признанија на театарските игри Војтан Чернодрински во Прилеп. На 21. мај 2002 година починал Слободан Мицковиќ, македонски есеист, критичар, романописец и преведувач. Завршил филолошки факултет во Скопје. Работел како уредник за уметничка литература во издавачката куќа Мисла, како и во Македонскиот народен театар. Бил уредник на списанието Разгледи, доктор по филолошки науки. Бил професор на филолошкиот факултет Блаже Коневски во Скопје и раководител на Институтот за македонска книжевност. Бил председател на Советот на струшките вечери на поезијата. Член на Друштвото на писателите на Македонија е од 1965 година. Автор е на книгите Размислувања, толкувања, Време на песната, Поетски идеи на Коневски, Збор и разбор, Александар и смртта, Да се убие апостол, Канал, Трета генерација и други. Добитник е на наградите Димитар Митрев, Рациново признание, прва награда на издавачката куќа Зумпрес за роман на годината на Утрински вестник.